Блажено е то миното неблажено. Може да биде неверие, а да биде блажено. И уште ние во црквата да велиме блажено е неверие. Тоа неверие, браќи и сестри, кое се јавува кај Светиот апостол Тома, во ништо не личи со неверието кое се јавува некаде во 19 век, присутно е во 20 век и сега во 21 век при одредени луѓе. Затоа што неверието во последно време е во суштина неверување воопшто дека постои Бог. Само лудак може да рече дека не постои Бог. Затоа што не испитува нити околината околу себе, нити светот во себе. Да каже дека нема Бог, тоа е тотално неверие кое е познато и во ова наше време. Меѓутоа, дали е истото неверие на апостол Тома? Апостол Тома не беше присутен кога Христос за прв пат им се јави на учениците после воскресението и побаре на нешто што е сосема легитимно. Секој верник би можел да го побара ако има можност за тоа. Да го стави прстот свој во раните Христови. И тогаш ќе поверува потполно. Значи не се работи за неверие дека постои Бог и тоа. Туку неверие во смисла како сомнеш. Дали овие што ми велат дека воскресна Христос, дали вистина воскресна? Сакам јас да го видам и да си го докажам тоа. И тоа кај апостол Тома е изразено, што кај секој од нас може да се јави и може би полезно да се јави. Да се праша човек како воскресна Господ. И сигурно се прашуваме и ние. Тоа значи дека сме неверни. Тоа значи дека сме маловерни. Не, тоа се сомнежи кои може да му дојдат на човека, ајде прво гледаме му дошло на апостолот. Кој видел до тогаш да станува мртовец, да воскреснува, значи, и се јавува меѓу живите. И нормално да се праша, значи тоа е здрав ум, што се прашува апостол Тома, како е тоа можно да го видам тоа? А добро, може би уште позначено, кај апостол Тома, кој сигурно желбата да замине да го проповеда Христа, не дошла одеднаш и тој се нашол во Индија по магичен пат. Тоа зреело. Ама кога кај него почнало да зрее таа помисла, почнала да зрее исто и помислата. Ако ме прашат, ти го виде Христа? Јас ќе им речам да. Ако ме прашат, ти го виде како го виси на крстот? Јас ќе им речам да. Ама ако те прашаат како го погреба, ќе им речем да, и то го видам, го погреба. А како воскресна, ето не го видам. Тоа да си го има одговорот во себе апостол Тома, и за да оди дури во Индија, зашто знаете дека тој најдалеко од сите апостоли отиде во Индија, го проповеда и денеска постои Малобарската црква во Индија, до халкидонци се, не се православни, ама важно постои црквата која тој ја основа. За да им го каже тоа дека го проповеда Христа распнатиот и воскреснатиот, сакаше да го види и да го стави прстот во раните. Христо, а што рече кога го стави прстот во раните Господи?
ти си Господ и Бог мой. Немаше повеќе што да каже. Може би усрамен беше и пред себе, и пред другите апостоли, апостол Тома, ама и да беше некој друг апостол. Матеј или некој друг од апостолите, а не беше Тома, отсутен, тогаш кога Христос може би потполно истото било направено. Зашто не е воопшто својствено на човек кој толку векови живее дека смртта е неприкосновена, наеднаш да рече Христос воскресе. Така да го види, да го слушни тоа, да го почувствува и дури да го стави на чето. Со чувството прстот во раните Христос, да види дека тој е истиот што беше распнат, тој и воскресна. Не е нека фатаморгана. Затоа е блажено тоа минуто неверие. Неверие кое во суштина разбуди во верата генерации и генерации. Од тогашно време, 21 век ние го проповедаме тоа минуто неверие, кое, како што реков, воопшто не е исто со неверието на неверниците кои се јавуваат во 19, 20 или сега во 21 век. Тој само сака да си ја потврди верата, што е сосема легитимно. Секој кој бара си ја потврди верата на еден или друг начин. Затоа често пати зборуваме за чуда. На верникот од друга страна велиме не му треба чуда. Што значи послова чудо. Со свети апостол Тома зошто имам потреба и јас да ги ставам прстите во раните Христови. Тој ги стави на место мене. Ама му е да поверувам сето на што е околу Христа и зборовите Христови, а особено неговото ветување дека пак ќе дојде да им суди на живите и покојните. Тоа дава нов поглед воопшто на светот, затоа што верата не е наука и доказ. Тоа што значи како што денес верниците веруваат, и дури во 19 век една цела наука од која римокатолиците произведе апологетика или одбрана на верата, да се брани со докази дека Господ постои. За жал и за срам, тоа го превати дури православните. Јас бев меѓу последните генерации кои учеше на факултет тој предмет апологетика. Дека постојат не знам колку докази дека Бог постои. Тоа е безсмислено, затоа што на тако вид неверие, кое се јавува, велам, од 19, 20 и во ова наше време, век и во ова наше време, нема докази. Господ не е предмет на докази. Господ е надвор од сите докази. Зашто тој ги создава, тој ги прави доказите. Не, како ги прави докази? Прво прави ова створена природа, со закон. Ние само ги откриваме законите. Сега, творецот на таа природа и на тие закони, ние сакаме да го ставиме под закон. Тука се гледа каква безсмисла е во обидот тоа да се направи. Господ не подлежи на истите законитости на створената природа на кои ние подлежиме. Зато и нема таков вид на доказ да му докажеш на некој дека Господ постои. Господ постои прво натрев во нас. Ние сме дел од Бога. Имам зборувано за тоа што вели Свети Григори Богослов. А целата природа, совршенството кога ја види човек на природа која е створена, ќе се растрсне малку, ќе
Нема едноставно да му биде заедно да рече Господне постав. Па кој го создаде ова што го гледаме, ова што го слушаме, ова што е совршено хармонично околу него? Ако нема Творец, тогаш кој? Човекот го направи тоа? Кој го направи тоа? Или по случајност, како некој вела, по случајност настанало тоа? Се това го зборувам уште еднаш да потенцирам дека не се работи за таков вид на неверие кај апостол Тома. Туку еден вид сомнеш кој сака да се биде во потполник. И ние за многу работи можеме да имаме сомнеш. Можеме да имаме сомнеш за некој член во фамилијата со кој живееме. И сакаме да ги покажеме така е или не е така. Тоа не неверување дека тие постојат. Каква што безмисла се јавува кај неверниците во последниве времиња, дека Бог не постои. Значи, такво неверие не е исто неверие кај апостол Тома и неверието кое се јавува во ова наше време. Нека Господин даде блажен и свети. Тоа блажено неверие и нас да не заплисне. Зашто после таквото неверие човек станува одан и предан, потполно се предава на Бога. Односно, кој ќе си ги докаже странпатиците на таквото неверие. Можеше тоа, може да ме рече на апостолите кога му велат го видовме Христос, не знам, да рече, па Христос знае дека тој ќе воскресне. Не, туку вели тој, не вели не е возможно Христос да воскресне, туку вели само сакам со сите своји сетила да го видам тоа. И со погледот, и со ушите да го слушам, и со прстот да го допирам. И нема грев во тоа. Зато таквото неверие е блажено. Нека таквото неверие, браќи и сестри, ни даде и ние да се отрезвиме и да се разбудиме во права и правилна вера која ги спасува генерациите и пред нас, генерациите и во наше време, а ќе ги спасува и до крајот на светот. Исполнити ден својот